Мицковски го води последниот мандат како председател на ВМРО-ДПМН. Многу пати во јавноста името на Александар Николовски се слуша како можен наследник на позицијата председател на партијата. Имате такви амбиции или би прифатиле ли таква позиција? Јас сум задоволен со ова што сум сега. Мислам дека е несериозно да ние од сега зборуваме што би се случило после 4 години. Убеден сум дека во 2028 година ќе победиме повторно и мислам дека јасно е дека премиерот ќе добие уште една можност за премиер. Се надам дека и 32 година ќе победиме. Така што ова се повеќе муабети кои што доаѓаат од одредени кујни, кои што на прва народот би рекол тоа им го прави СДСМ, но многу често ние зборувавме за оној период на реформи во ВМРО-ДПМН 2004-2006, ама малце позборувавме за периодот 2017-18-2024 година. Имавме и тогаш внатрешни предизвици и овие шпекулации или подметнувања, можеби е подобар збор, доаѓаат токму од луѓе кои што беа незадоволни од сопствениот статус во ВМРО-ДПМН и мислеа дека на тој начин ќе внесат раздор во руководството на ВМРО-ДПМН. Обратното се случи. Ние сме поединствени од било кога и имаме одлична, перфектна соработка. Јас немам никаква забелешка на оваа соработка која што ја имаме и сум многу задоволен од ова што го правиме во моментот.